Добар ден, ученици! Добро дојдовте во ученица. Јас сум Ана Дионисиева, наставник по предметот иновации во Основното училиште Албан Бисевски Карпуш од Скопје. Што ќе учиме на денешниот час? На денешниот час ќе учиме за интересите, амбициите, како и креирањето на личниот профил. Ова е дел од темата развој на личен профил или кој предприемач. Сега, целите на овој час е да ги идентификувате своите интереси и амбиции за иднина, да може да развиете личен профил, како што ги опишете своите вештини и квалитети. На овој час ќе учиме за интересите, амбициите и личниот профил. Затоа ќе почнеме со техниката бура на идеи. Прво ќе почнеме со поимот интерес. Тука се наоѓаат неколку сугерирани поими, кои што можеме да ги дадеме како идеја. Тука, како за интерес, можеме да сметаме дека може да биде наклонето што добивка или камата, потреба, значење, корист, насоченост и внимание. Во овој слайд ќе кажеме за амбициите. Секој нас има амбиција да постигне, например, одредена слава, може да направи успех или пак има стремеж кон нешто. Сега во личниот профил ќе се стават сите вештини, афинитети, како и карактерот, се става слика или цртеж од она што е на профилот, односно изгледот на лицето. Најбоље ќе го дефинираме сето тоа, кога ќе кажеме што е интерес. Интерес е чувство кое што не привлекува кон определен објект, настан или пак процес, додека амбицијата е силната желба да се направи, односно да се постигне нешто или стремеш кон успех и слава. Личниот профил представува збирот од вештините, квалитетите, искуството и квалификациите што лицето ги стекнало до моментот на неговото пишување. Значи, секој од нас има, например, може овдека на сликата како што гледаме, имаме интерес, односно покажуваме интерес кон медицината, но имаме амбиција да станеме лекар. Овдека гледаме за интерес кон покажуваме интерес кон спортот, а со тоа можеме да кажеме дека имаме амбиција да постигнеме одреден успех, например, да се балера на некој познат клуб. Во овој слайд ќе видите еден личен профил, пример е даден профил на Дејан Мајкик, кој што може да ги кажа, почнува, например, со кажување на неговите лични податоци, каде е роден, која година е роден, име и презиме. Потоа кажува одредени способности кои што ги има, односно лични компетенции. Во личните компетенции може да бидат вештините на однесување и како што кажавме во претходниот слайд кај што беше техниката бурани идеи за личен профил, се става сликата од профилот. Тука ги спомнуваме од вештините, како и компетенциите и однесувањето, хобито, како и нешто, односно кон нешто што имаме желба да бидеме, односно или да постигнеме во самиот личен профил. Еве неколку примери за лични профили. Првиот профил го гледате на Митко Царевски, кој што бил стартап пионир на македонската стартап сцена, односно остави работа со цел да почне во корпорација да започне неколку стартапи и сега е основач на хрватската водител на маркетинг на подкастот Комкаст и ја обожава технологијата. Вториот пример е примерот на Игор Христов, кој што стои за стартап Fuel и добил инвестиција од DigiStars. Сега Ор Виртус се родил како идеја на едно патување во Словенија, тој кажува за својата идеја, но ви кажам, е многу брзо се стабилизираме како еден од пионирите во онлайн присуство и дигитален маркетинг во Македонија. Тој се задава за креирање работа на собствени производи, па така и во 2012 го креирал брендот Beach Flavor, моби, едукативни игри за деца од предшколската возраст. Уште еден примерот на Теди Пејовски, кој основач или SEO на G16 Solution и лидерот на стартапот,
кој што кажува дека има одреден предизвик, секогаш одреден предприемач мора да има визија, односно кон нешто што стреми или некоја нова идеја кон иднината. Личниот профил представува збирот од личните квалитети, како што и секој добар предприемач мора да има одредена креативност, да прилагодлив или способност за адаптација, да постигува вештини или умења и да биде од нешто мотивиран. Што е личен профил? Најубаво ќе го кажеме дека го даваме краток и јасен извештај за нашиот живот, односно за нечи живот, тогаш ќе го опишеме во најкратки црти, односно даваме најважни информации, како што се лични податоци, нашето образование, оставаме кариерата, неколку зборови за интересите кои што ги имаме, додека од друга страна може да го резимираме описот и да го презентираме во форма на табела и ќе ги вклучиме само основните делови од нашата позадина. Што можеме, например, јас ќе кажам дека би сакала, например, да се опишам како мотивирана личност и сигурна и одлучна личност, секогаш се стремам кон подобрување на дополнување на моето знаење, но и имплементирање на истото преку зададените задачи и цели во текот на работниот процес. Моето мото на работа е да спроведувам и наоѓам решение наместо посочување на проблемите. Со текот на годините стекнатото искуство научив да работам под притисок и во динамична средина, што представува еден од моите најголеми предности, а со што верувам дека ќе можам многу да придонесам во вашата организација заедно со мојата одлучност и вештини за организација и планирање. Еве една задача, може да напишете нешто за својот личен профил, за своите интереси, уиднина и личните амбиции. Сега на крајот ќе ги резумираме кои се битните елементи кои што треба да личниот профил. Личниот профил нас не опишува како професионалец или како индивидуа. И сега тоа е првата можност да го импресионираме читателот. Можеме да кажеме што правиме, што можеме да понудиме и кои сме, со цел да го привлечеме вниманието и да го натираме да чита понатаму, односно подобро. Нашиот личен профил треба да содржи максимум 5 или 6 реченици. Најубаво е да не пишуваме секогаш или да не го потребуваме зборот јас. Најубаво ќе биде да се користи третото лице, односно лицето кое што се смета за попрофесионално и можеби втората реченица од нашиот личен профил треба да не опише. Ова треба да биде проследено со резиме на нашите искуства и вештини. Последната реченица треба да биде објасната, односно да биде објаснување за целите во кариерата. Еден добар личен профил ќе му даде на читателот позитивна ментална слика за нас и ќе го охрабри да не контактира. Ќе ставаме, значи, личните податоци, образованието, кариерата, занимањето, искуството, волонтирањето, наградите кои сме ги постигнале, како и вештините, странски јазици, технички вештини или компјутерски вештини, интереси или истражување кон нешто, одредени публикации кои што ги имаме и членството во професионални или спортски асоциации, хоби кои што можеби го имаме и препораки од други предпријатели доколку сме имале некое работно искуство. Сега на крајот од часот ќе ви дадам домашна задача да креираме, односно да направите работа, изработка на албум за интереси и амбиции. Во тетрадката ќе направите албум од 3 колони. Во првата колона ќе ги ставите интересите, во втората колона ќе ги ставите вашите амбиции, а во третата колона ќе исправите активности кои што ќе треба да се спроведат со цел да се постигне одредена амбиција. Левата страна на тетрадката се користи за лепење на сликички поврзани со специфичните интереси и амбиции, додека овој албум можеме да го користиме во текот на целата година за бележење на учењето и поврзување на вашите интереси и амбиции. На крајот од часот ви благодарам за посветеното